Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме на тема мигранти, односно тема која е актуелна последните неколку месеци во земјава. Имено какви болести носат мигрантите кои транзитираат низ Македонија, што превземаат македонските здравствени власти за да спречат ширење на евентуална зараза. Колку бегалци од Блискиот Исток добиле лекарска помош во државата. На оваа тема мој соговорник во студиото на Радио Слободна Македонија е примариус доктор Сузана Маневска, раководител на секторот превентива во Министерството за здравство. Доктор Маневска, добре дојдовте во Здравје. Добре ве најдов. Да почнеме околу статистиката. Вие неколку месеци сте на терен во Гевгелија и на Табановце, почесто одите во Гевгелија, каде што е и првиот удар на мигранти во земјава. Колку досега бегалци или мигранти од Блискиот Исток кои транзитираат низ Македонија добиле здравствена услуга, односно им била неопходна лекарска помош во државата? Од почетокот на бегалската криза, ние како здравствен систем сме максимално подготвени и се трудиме да го дадеме максимумот во насока на помош на мигрантите и пружање на соодветна здравствена заштита на секој некој што ќе му биде потребна. Во таа насока мигрантите имаат можност да примат здравствена заштита на примерно ниво директно на самиот влез во Република Македонија, меѓутоа исто така имаат можност да примат здравствена заштита доколку им е потребна и од повисоко ниво секундарно и терцијарно. Во оваа насока и ќе ги кажам податоците до сегашната статистика која што ја имаме ние како Министерство за здравство. Значи, на примерно ниво, на првиот удар при влезот во државата, во нашата полска амбуланта која што е стационирана во кругот на транзитниот центар во Гевгелија, здравствена заштита примиле нешто повеќе од 2200 мигранти. Говорам за податоци кои што се регистрирани од 19 јуни па се до вчерашниот ден, бидејќи од тој момент е воспоставена примерната амбуланта за пружање на здравствена заштита за мигрантите. Неопходна здравствена помош. Така. На првата линија. На првата линија, точно. Она што се однесува за секундарната здравствена заштита на повисоко ниво, бројките укажуваат што до сега ги имаме дека се негде нешто повеќе од 700 пациенти, 706 поточно, кои што примиле здравствена заштита на секундарно и терцијарно ниво, а од нив имаме, согласно податоците од мој термин, 54 кои што се со болничко здравствено лекување. За каква здравствена заштита најчесто станува збор? За кои болести им била неопходна лекарска помош на овие лица кои транзитираат низ Македонија или кои влегле всушност во државата? Видете, они секогаш кога ќе се воочено е дека секогаш кога има сериозен здравствен проблем, тогаш се обрнуваат и се свртуваат кон здравствениот систем и бараат здравствена помош. Нивната првенствена цел е што побрзо да стигнат до земјата ветена и земјата на нивен избор. Во овој период, она што они како го побарале како здравствена заштита се најчесто хронично болните, диабетичарите, недостаток на инсулин, кардиоваскуларните пациенти, хроничните болни, помош градна болка, срцева болка. Бремените жени се најчести во нашата статистика. Чинам дека имаше летото некаде 7-8 породувања, меѓутоа во последно време чинам е зголемени бројот нови бебиња се родиле на македонска. Имаме точно 9 породени. Денес очекуваме последното 9-тото бебе да замине од Републиката, бидејќи беа во исчекување на нивниот меѓународен сертификат родилен. 9 се породени, меѓутоа во последните 2 месеци евидентно е зголемувањето на бројот на бремените жени кои што транзитираат.
Па од тие причини бројот на бременните жени кои што побарале здравствена заштита се зголемува во нашата статистика. Така, во последно време во јавноста се повеќе се зборува за заразни болести. Мислам, се крива некој степен на паника. Какви се заразни заболувања може да ни донесат мигрантите кои доаѓаат од Блискиот Исток? Веднаш да почнам со тоа дека нема причина да се паничи и не е Но нешто... мора да бидеме предпазливи во секој Секако, случај. ние како држава и здравствен систем тој го работиме веќе од првиот момент, се превземат сите неопходни превентивни противепидемиски мерки во насока на дезинфекција, дератизација, епидемиолошки надзор, следење на заразните болести, вакцинација на нашето население. Многу е битно она што како држава со цел зголемување на колективниот имунитет да го зголемиме опфатот со имунизација на нашето население, така да задолжителната имунизација секојдневно се следи како се спроведува, како и движењето на заразните болести. Она што во досегашниот период од сите овие стотици илјади мигранти кои што поминаа низ државата, евидентирани се 3 случаја на хепатит, жолтица и 5 случаја на шуга, кај едно семејство беа сите 5 случаи, значи не беа дисеминирани случаевите. Значи не се расширило помеѓу нив, бидејќи најчесто во групи поминуваат во групи. Да, тие патуваат во групи, најчесто 10 до 20 максимум во група. Така се чувствуваат побезбедни и посигурни, меѓутоа шугата беше забележана кај едно петочлено семејство. Даден им беше терапија и на едните и на другите. За жал, пациентите кои што беа со хепатит под примената инфузија во дневната болница во транзитниот центар во Гевгелија инсистира и подпиша да веднаш си заминат и го продолжат својот пат, не сакаа да бидат стационирани и хоспитализирани. Што е со вакцинацијата? Сакаат ли да се имунизираат кога поминуваат низ државата или наоѓаат некој изговор дека не им е потребна вакцина? Зборуваме општо за заразни заболувања. Видете, од самиот момент кога се воведе регистрирањето и измената на законот за транзитирање на лица бегалци, ние согласно насоките на Светска здравствена организација, нашиот здравствен систем беше подготвен и веднаш од првиот момент беше понудена вакцинација со морбили рубеола паротид вакцина и со вакцина орална против полио, како препорака на Светска здравствена организација. Можам да кажам дека до денеска само 50 мигранти сакаа да ја примат оваа вакцина. И разбирливо, нивното образложение е најчесто дека сето тоа ќе го направат и ќе го сторат во земјата која што е нивна крајна дестинација со цел да си отворат едно медицинско досие, еден рекорд каде што ќе бидат запишани сите податоци медицински нивни во таа насока и вакцинацијата, ќе имате евиденција за вакцинација, со образложение дека не се сигурни дали таа документација која што ќе им ја дадеме, тој лист хартија и потврда, ќе стигнат да го дочуваат до оној момент до кога ќе стигнат до земјата на нивен избор. Каде тргнале. Да, доктор Маневска, соработуваат ли со лекарите, односно со останатите здравствени работници, овие лица кои транзитираат низ Македонија, или се потешко може да им се дообјасни дека им е неопходна здравствена помош, дека за нивно добро се работи, или настојуваат што побрзо да стигнат до саканата цел, како што споменавте? Одлична забелешка и одлично прашање. Токму е тоа е нешто на кое што разговараме сите земји во последниот период. Сите имаме забележено дека мигрантите многу поретко сакаат да комуницираат со официјалните службени институции и власти, многу се повеќе насочени кон комуникацијата кон невладините организации, а кога се однесува за здравствениот сектор, особено кон Црвениот крст. Некако како да се плашат од институциите на системите на државите низ кои што поминуваат. Образложението на повеќе држави и експерти е дека најверојатно сите трауми кои што ги имаат поминато во нивната земја, домаќина, од кај што тргнуваат, па и по целиот тој пат содрување со различни системи, направило кај нив да се малку оградат од институциите на системот. Меѓутоа, она што ние го забележуваме е дека секој мигрант кој што има сериозен проблем со своето здравје, веднаш се јавува во нашата здравствена установа, а доколку се јави во Црвениот крст па веднаш го
префрла во нашиот здравствен систем и понатаму се вклучува во пружањето на здравствена заштита. Така, токму затоа и бројките кај Црвениот крст се значително поголеми од овие официјални 2200, меѓутоа тешките случаи сепак отпаѓаат на македонските лекари, односно на македонскиот здравствен систем. Да, тоа сакав да го објаснам, значи бројките што Црвениот крст ги прикажува, тоа се бројки на пружена прва помош, не медицински интервенции, нашите се медицински стручни интервенции. Така. Она што го пружа Црвен крст е прва помош. Така, доктор Сузе, бидејќи се знаеме подолго време, ќе си дозволам да ви се обратам со доктор Сузе, ќе направиме кратка пауза за реклами и ќе се вратиме повторно на истата тема мигранти и заболувања, третман и превенција по рекламите. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Зборуваме денеска на тема мигранти, здравствени услуги и превенција од страна на здравствениот систем на Република Македонија. Мој соговорник во студиото е примариус доктор Сузана Маневска, раководител на секторот превентива во Министерството за здравство. Доктор Маневска, пред да продолжиме со разговорот, имаме слушател на линија да слушнеме за што станува збор и кое е прашањето на нашиот слушател. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Сакам да се надоврзам со мојабетот пред рекламите што го правевте за Црвениот крст. Така, повелете. Јас сум значи волонтер од Црвен крст и знам што се дешава по границите и у Гевгелие и у Табановце. Имам значи другари таму што идат. Така. И има некои работи што не се кажуваат. Имаат многу проблеми дури се разберат со мигрантите. Така, еве, го споменавме и тој контекст, дека мигрантите тешко соработуваат, меѓутоа прво се ослонуваат на Црвениот крст, бидејќи е сепак меѓународна организација. Се надевам дека вашиве колеги волонтери наоѓаат некако заеднички јазик, им ја укажуваат првата помош, па доколку станува збор за комплицирани случаи, ги препраќаат на повисоко ниво. Да. Така, ви благодарам за сугестијата и за јавувањето. Се надевам ќе не слушате во некое наредно издание на Здравје, кога ќе зборуваме повторно за мигранти и повторно ќе си дозволите да се јавите да дадете ваша констатација. Ви благодарам уште еднаш, пријатно и убав ден. Доктор Маневска, да продолжиме каде што застанавме. Да се надоврзам на забелишката на слушателот. Одлично е тоа што го каже, ние уште во самиот почеток, пред да воспоставиме амбуланта во транзитниот центар Гевгелија и на претходно на железничката станица Гевгелија. Со помош на преведувачи успеавме да ги преведеме најчестите поставувани прашања од страна на медицинскиот персонал за да дојдат до некоја дијагноза. Значи ги преведовме на македонски, арапски, англиски, арапски и тие стојат над зидот залепени во амбулантата во транзитниот центар Гевгелија, се со цел нашиот медицински тим да може многу полесно да се разбере и со мигрантот во насока на пружање на здравствена заштита. Комуникацијата е отежана, точно. Меѓутоа, од друга страна, голем дел од нив, бидејќи патуваат во група, секогаш има меѓу нив некој кој што говори добар англиски јазик. Нашиот медицински тим владее со англискиот јазик и може да се разбере и да дојде до причината за која што мигрантот дошол ја посетил здравствената установа. Не е лесно, ова е навистина многу тешко, бидејќи се работи за сосема друг јазик, далечен од нас, друга култура. Меѓутоа успеваме до сега да ги во чекора преминеме сите премрежија и да допреме до мигрантите се повеќе и повеќе. За нивно добро во секој случај станува збор. Доктор Маневска, споменавте полска болница. Колку во моментот колку екипи медицински лица има на пунктот во Гевгелија и како функционира, значи да доловиме малку на слушателите, така. Што всушност прават тие таму? Чекаат да дојде некој или превземаат некои активности? Значи се работи за полска болница, тоа се контејнери монтажни, 2 контејнера, од кои што едниот функционира како амбуланта за прием и преглед на пациенти,
а вториот контейнер е опремен со 3 кревети, кој што служи како дневна болница доколку има потреба некој пациент да му се даде инфузија или останата терапија или одмор. Секако во амбулантата работи 24/7. Ангажирани се тимови од подрачјето јужно каде што е прогласена кризна состојба, така да од институциите како што се здравствените болници, домови на медицинска помош работа 24/7, се менуваат на 12 часовна смена, 24/7 во кругот на транзитниот центар до амбулантата се наоѓаат возило нитната медицинска помош комплетно опремено, кој што ни служи за трансфер на пациентот до Општа болница Гевгелија, а доколку има потреба, Општа болница Гевгелија, доколку не може да ја пружи соодветната здравствена заштита, има потреба од терцијарно ниво, веднаш со возило од болницата Гевгелија, мигрантот се трансферира до болница во Скопје, универзитетска клиника. Имаше информации во текот на неделава дека експерти од Светската здравствена организација ќе поминат, ќе го наблюдуваат токму оваа полска болница и работењето на македонските здравствени лица кои се стационирани работа таму, вклучително и вие како одговорно лице кој постојано сте на терен. Се извршили таа контрола? Кои се забелешките од Светската здравствена организација или препораки евентуално за воиднина што треба да превзема македонскиот здравствен систем? Да, тимот на Светска здравствена организација беше присутен кај нас од 7 до вчера. Вчера заврши нивната посета. Тоа е во рамките на активностите на Светска здравствена организација за мониторирање на здравствените системи на земјите низ Балканската рута. Ние сме 10-та земја на која што се прави овој асесмент и проценка како здравствениот систем, каков одговор пружил во насока на справување и пружање на здравствена заштита. Се уште не е готов дефинитивниот извештај, меѓутоа она што прелиминарно вчера ни беше предочено од експертите е дека навистина се благодарни на Република Македонија и не очекувале вака мала земја да направи толку многу што ниту една друга земја го нема така направено, вака функционално на сите нивоа на здравствена заштита. Бе импресионирани од предаденоста на тимовите кои што работат во транзитниот центар во амбулантата, бидејќи тоа се наши тимови редовно вработени во јавните здравствени установи, не се тоа специјални тимови само за таа намена. Значи тие успеваат да одговорат и на своите редовни работни обврски, меѓутоа да најдат време да се посветат и за мигрантите секогаш кога тоа се бара од нив согласно распоредот и динамиката на активностите. Светска здравствена организација изрази и навистина зачуденост како така добро функционира целиот систем и координацијата помеѓу институциите на системот во државата во насока на справување со мигранти. Да не забораваме, не е тука само здравствениот систем, тука се сите чинители од сите институции на системот, координирани од главниот штаб и регионалниот центар за управување со кризи. Така, меѓутоа, лекарите, полицијата и војската се на првите се на ударот, точно. Меѓутоа, она што беше секако како препорака дадено дека потребно е нешто да се потруди заедницата меѓународна да помогне во насока на полесна комуникација во споставување, она што и вашиот гледач предмалку го кажа. Значи да помогне заедницата меѓународна да изнајде начин некои јазични медијатори за подобра комуникација, меѓутоа тоа не можеме ние сами да го направиме. Се надеваме дека Светска здравствена организација ќе излезе во пресред и оваа препорака ќе можеме и таа да исполниме во иднина. Така, доктор Маневска, ви благодарам за одвоеното време и за споделените информации со слушателите на Здравје на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за поканата на учеството. Се надевам дека и во иднина ќе продолжите со истите овие активности, се со цел да се спречи евентуално ширење на заразно заболување на територијата на Република Македонија. Ова тема ќе биде актуелна и наредните неколку месеци, година, дена. Се надевам дека повторно ќе ви имаме во Здравје. Тука сум секогаш кога ќе ме повикате. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Далибор Зафировски и Дине Вучков.
Денеска сме петок, 11 декември 2015 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со здравје во понеделник во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.